почитувани представници на медиумите. Денеска е убав ден, бидејќи со посетата на Љубојно и на Преспанскиот крај одбележуваме и 2 години од потпишувањето на договорот со Грција. Историјата се пишува со храбри одлуки. Историја се пишува со компромиси, достоинствени и прифатливи за сите страни. Кога сите мислеа дека нема излез, беа преземени чекори што не излекоа од минатото и без излезот и ни ги вратија перспективите за нашите аспирации за членство во НАТО и во Европската Унија, во нивната полна и сосема известна реалност. Со договорот од Преспа, од тотална изолација на меѓународна сцена, направивме пресвртница и ја вративме Северна Македонија на агендата за проширување на Европската Унија и добивме членство во НАТО. Тоа е најсилна гаранција за територијалниот суверенитет, гаранција за безбедноста и стабилноста. НАТО е најуспешната воена и политичка алијанса во историјата на светската цивилизација, а ние во неа сме рамо до рамо со најуспешните, најразвиените и најсилните. Во март 2020 година Европската Унија донесе позитивна одлука за започнување на преговори за членство, а пандемијата предизвикана од COVID-19 не ја спречува Европската комисија да финализира преговарачка рамка и до крајот на 2020 година и формално да започнат преговорите за членство во Унијата. Во нашиот пат за членство кон Европската Унија и НАТО, Грција сега не само што не блокира, туку и сесредно го помага нашето забрзано интегрирање. Тоа е, впрочем, и нивна обврска од договорот. Односите со Грција никогаш не биле подобри. Имаме значително подобрени билатерални односи, има тренд на зајакнување и на економската соработка. Градиме пријателство и стратешко партнерство со нив и тоа е добро за граѓаните на двете земји. Привршува реализација на новиот граничен премин со Грција Маркова нога во Преспа. Зголемени можности за локално население ќе придонесе и поголеми инвестиции во туризмот, во економијата и генерално во развојот. Реактивирана беше железничката линија преку Битола, а во план е отварање и на дополнителен граничен премин со Грција во граничниот предел на општина Кавадарци. Тоа е уште една од можностите за прекугранична соработка и развој на руралните средини од двете страни на границата. Поголема мобилност, поголема соработка и поголем развој. Преспанскиот договор е достоинствен и прифатлив компромис за двете страни. Двете држави вложија по нешто, но и двете држави добија по нешто исто така од него. Најголемата придобивка е пријателството, взаемната поддршка, можностите за градење на блиски односи и посилна соработка во иднина. Денес за Преспа знае целиот свет. Во еден таков меѓународно афирмиран процес ги обезбедивме трајните гаранции за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Тие се сега признаени од целиот свет и тоа никој повеќе не може да ни го одземе. Преспанскиот договор е признаен и како модел за решавање и на други слични проблеми низ целиот свет. Тоа е постигнување кое служи како пример за охрабрување, но и за инспирација и за други лидери да донесат вакви тешки, но неопходни одлуки за иднината на своите држави и на своите граѓани. Тоа е голем влог во зачувувањето на мирот, безбедноста и стабилноста на нашиот регион, за зајакнување на регионалната соработка и пример за силната посветеност на идејата за Европската Унија и за европските вредности. Договорот од Преспа е модел за европско однесување, модел за Балкан достоен за 21. век, како рамноправен и неделив дел од Европската Унија и сите ние треба да бидеме горди на тоа. Уште еднаш сакам да им честитам на сите оние кои што се вложија, најмногу на поранешниот премиер, за лидерството, за визијата и за храброста и што конечно го потврдивме и нашиот јазик и нашиот идентитет. Благодарам на вниманието.